Добар ден, почитувани. Стартува Телма амбуланта. Дали покачената телесна температура секогаш укажува на инфекција? Треба ли температура од 37 степени да е причина за грижа? Што ако трае со денови или пак недели? Кога високата температура може да биде опасна за организмот? Како се открива причината за температурата, кога таа е одбранбен механизам на телото, а кога сигнал дека е потребна лекарска проценка? Дали антибиотската терапија може да ја замаскира клиничката слика и да го отежне откривањето на причината за температурата? За сето ова денеска разговараме со примариус доктор Жаклина Шопова, инфектолог. Разговорот следува веднаш по блокот реклами, а како и досега ќе оставиме простор и за ваши прашања при крајот на денешната емисија. Дали секоја покачена температура укажува на инфекција? Ова прашање ќе го упатиме на примариус доктор Жаклина Шопова, инфектолог од Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата. Дали покачената температура секогаш значи болест или пак укажува на некаков симптом, на некаква состојба што се одвива во организмот? Покачената температура сама по себе не представува болест. Таа секогаш е симптом и е еден знак кој што всушност ни укажува дека нешто се случува во организмот. Меѓутоа, за телесна температура, кога зборуваме, пред се треба да кажеме што всушност таа значи и кои се нејзините нормални вредности, нели? Телесната температура представува всушност еден физиолошки параметар помеѓу топлината која што се создава нормално во човековиот организам при голем број на метаболни процеси и нејзиното оддавање кон надворешната средина. Сето тоа во човековиот организам се регулира преку центарот за терморегулација, кој што е сместен во хипоталамусот. И сега кога збориме за нормална температура, првен да кажеме кои се вредностите, нели, за да знаеме што значи нормална температура, што значи субфебрилна, и тој термин знаеме да го слушнеме, а што е висока? За нормална температура генерално ја сметаме температурата која што се движи во вредностите од 36 степени до 37 со 2. Тоа збориме кога ја мериме температурата аксиларно, што ние многу често ја практикуваме, под пазови. Меѓутоа, постојат во медицината индикации кога таа температура, за жал не секогаш ја одава вистинската температура, па затоа може да се мери под јазик, сублингвално, и вредностите се движат, да речеме, за 0,3 степени, малце повисоко од онаја што е аксиларната, и таа е попрецизна, а најпрецизна е онаја која што се мери ректално и таа ја изнесува од 0,5 до 1 степен Целзиусов повисоко од онаја што ја кажавме за аксиларната. Значи, од 36 со 5 до 37 со 5, кога зборуваме за ректална температура, во тој случај би кажале дека таа е нормална температура. И сега, што е она? Субфебрилна. Да, субфебрилната температура. Таа е субфебрилна. Вредностите на субфебрилната се од 37 со 2 до 37 со 8. И обично таа температура многу ги загрижува, да не речам, граѓаните. Од аспект затоа што нели постои едно верување дека таа температура е знак за нешто лошо што се случува во човековиот организам. Меѓутоа, тука мора да кажеме дека температурата и кај здравиот човек во одреден временски период во текот на денот може да ја достигне и вредноста до 37 со 2 или 37 со 5, а тоа се обично оние моменти кога имаме зголемена физичка активност. Дневните варијации мораме да ги напоменеме, кои што се нормални, а тие се наутро имате пониска температура, за разлика од попладневната, која што заради зголемени метаболни процеси кои што следат после консумирање на оброк, па затоа велиме дека попладневната температура е нормално да биде повисока него утринската температура, меѓутоа да не го преиде она што го кажавме 37 со 2. И нормално тука доаѓаат и одредени хормонални состојби, кажавме за физичка активност, исто така и возраста е важна, за да може да ги имаме тие нормални варијации. Субфебрилните температури, да се вратиме, нели, постои
сомнение дека тие се јавуваат при одредени болести, како што се специфични болести, туберкулозата да кажеме, меѓутоа може да се јават и кај одредени малигни болести. Но не треба тоа да не плаши, затоа што температурата, рековме дека е знак, и за да провериме што всушност се случува во човековиот организам, за да ги имаме тие вредности на температурата, секој лекар, нели, го почитува оној алгоритам кој што е потребен кога ќе дојде пациент кој што има покачена телесна температура. Покрај субфебрилните температури постојат и температури кои што се движат со повисоки вредности, па велиме пациентот е фебрилен од 38 до кај 39 и ние лекарите обично велиме дека температурата до 38,5 не треба да се симнува со користење на антипиретици, него треба по природен пат, доколку постои можност и доколку не спаѓа пациентот во онаа категорија на ризични пациенти, нормално да почекаме да видиме дали температурата ќе се качува нагоре или температурата со тие помошни средства ќе се симнува до нормални вредности. Кога треба да се плашиме? Значи, постојат состојби во медицината и пациенти кај кои што нормално мораме да изреагираме побрзо и да дадеме, да кажеме, антипиретици, лековите кои што ја намалуваат телесната температура, меѓутоа нивното дејство е ограничено. Тоа трае од 4 часа до 6 часа, така да ќе мора и да го повториме заради тоа што причината која што довела до температурата ние се уште не ја знаеме. Кои се тие состојби кога треба да интервенираме кај пациенти кои што лошо ја толерираат покачената температура, кои што се повозрасни, кај новороденчињата и кај оние пациенти кои што имаат намален одбранбен механизам, односно нивниот имунитет е намален заради постоење на други болести, заради кои што примаат така наречена имуносупресивна терапија. Сите останати може да се чека до 38,5 пред да почне да се симнува температурата? Дефинитивно така и мој совет ќе биде да секогаш кога има пациентот 38,5 да не се веднаш упатуваме во највисоката здравствена установа, тоа е клиниката за инфективни болести. Не мораме дури да одиме ни кај својот матичен лекар, реков доколку не спаѓаме во групата на оние критични пациенти, него треба да одлежиме дома, да видиме како ќе се движи температурата, да земеме антипиретик, откако температурата ќе оди малце повисоко од 38,5, но исто така треба, нели, и да му подпомогнеме на организамот да самиот се избори, да примаме доволно течности, што се многу важни, заради тоа што со покачена температура дефинитивно губиме и течност, дехидрираме. Затоа што покачената температура исто така влијае, нели, и на работата на срцето. Имаме зголемен број на откуцај, односно забрзан пулс, имаме зголемен број на респирации преку кои што повторно губиме течности. Нормално е дека и препотувањето како еден одбранбен механизам на самиот организам да се справи со покачената температура допринесува за губење на телесни течности. Затоа треба да се внесуваат и доволно течности. Така, но многу луѓе кога ќе качат температура не чека до 38,5. Гледат што поскоро да е симна температурата и добиват чувство дека проблемот е решен во тој момент кога температурата ќе спадне. Да, меѓутоа истите тие приметиле дека кога ќе престане дејството, нели, на лекот што го земале против температура, температурата повторно се качува. И сега знаете што обично ние лекарите кажуваме дека температурата всушност и представува еден одбранбен механизам на организамот за да ни наговести дека нешто се случува во организамот од една страна, од друга страна и самата покачена температура делува да се стимулира имунолошкиот одговор во човековиот организам и да допринесе самата покачена температура, нели, ги уништува евентуалните причинители кои навлегле во нашиот организам, а тоа се најчесто бактерии и вируси. Да. Меѓутоа, како причина за покачена температура не мора да бидат секогаш бактериите и вирусите. Покачена температура може да предизвикаат и одредена група на лекови.
Така да и секоја консумација на лек без знаење на лекар, нормално, треба да биде презентирано кога ќе одите на лекар за да кажете дека доколку имате само покачена температура, немате без други теgoби. симптоми. Така е. Меѓутоа, ако имате други симптоми, на лекарот му е многу полесно да ја најде причината зошто температурата е покачена. Но ако температурата е единствениот симптом? Но ако температурата е единствениот симптом, во тој случај лекарот нели е ставен во искушение дека треба да трага што е причината за таа покачена телесна температура. Имаме состојби кога температурата е покачена неколку дена, па имаме развој на одредена симптоматологија која ќе не упати да го трагаме можниот причинител. Значи, може да биде пропратена со кашлица, кивање, течење на нос, болка во стомакот, болка во градите, забрзано дишење, може да имате и течни столици, нели? Во тој случај ние знаеме каде да трагаме и што да трагаме за да ја најдеме причината за покачена температура. Но имаме случаи кога пациентот едноставно има покачена температура без да се жали на други останати тегоби. Во тој случај се применува еден друг протокол за да можеме да изнајдеме причината за покачена температура. Затоа што покачената температура од една страна допринесува, како што кажавме, да се реактивира имунолошкиот систем, меѓутоа од друга страна таа може да ни е знак дека имаме нешто што се случува во организамот и нешто што може да трае подолго време без да даде никаква клиничка манифестација. Покачена температура се појавува и при одредени малигни болести, така да не секогаш температурата е поврзана со инфекција, односно со инфективните причинители, кои што покрај бактерии може да бидат, рековме, вируси, може да бидат различни протозои, различити паразити и така натаму. За некој да знае дека има покачена температура, треба правилно да ја измери. Споменавте дека тоа може да се направи под пазуви, така, под јазикот, ректално. Најчесто мериме под пазуви. Така е, најчесто тоа е. Кои термометри, односно кои топломери, се всушност најпрецизни и најточни? Бидејќи имаме живини, има и електронски. Што препорачувате? Па најдобри се живините. Во секој случај најдобри се живините. И понатаму се златен стандард тие? Па да, во главном да, иако нели се оди напред, така да и овие термометри одат напред, нели технологијата се менува, но во секој случај не велам дека електронските не се точни, може мислам да се применуваат и нормално е дека со самото покачување на температурата вие чувствувате и одредена тегоба. Дали е тоа студ, треска, дали се морници, дали се тоа ладни раце, ладни нозе. Значи било кој од овој симптом и да електричниот термометар или да не речам сега и живиниот што ретко се случува, барем до досегашната пракса, да покаже дека немате температура, треба сепак нели да бидете внимателни и малце почесто да ја следите температурата, за да видите во суштина дали навистина имате покачена температура. Колку често треба да се мери температурата? Како правилно да се држи термометарот? Така, значи температурата во главном треба да се мери, во болниците се мери 2 пати. Значи рано наутро и негдека во попладневните часови околу 16 часот. Меѓутоа кај пациентите кои што имаат нели како симптом или имаат одредена болест, потребно е температурата можеби и почесто да се мери, но не толку често, за да на секој сат ја го ставаме термометарот под мишка. Времетраењето на мерењето на телесната температура под пазуви би требало да изнесува од 3 до 5 минути, за да можеме да ја добиеме реалната вредност на телесната температура. Значи, температурата не морате да ја мерите на секој час, макар и да имате континуирано висока температура, затоа што вредностите со мерењето не можете да ги симнете на телесната температура, но дефинитивно треба да се следи во текот на
4 часа после зимање на некаков лек, антипиретик, може би и малце порано, за да може, доколку состојбата налага, нели, да се повторат лековите против температурата. Кога пациентот има висока температура, дали е опасно ако ја симне нагло? Да, значи секогаш ние лекарите од тој аспект велиме дека не е добро да земете температура од 40 да ја симнете на 36, генерално затоа што во тој случај може да се јави една шокова состојба, каде што, нели, пациентот може дури и да колабира. Да, затоа пожелно е температурата да се симнува постепено. Успех е ако успеете со сите оние препораки кои што ги даваме, нели, масажи со алкохол, разреден, туширање не со ладна вода, него со млака вода, да, механички начин, нели, за да ја симнеме телесната температура, тоа да биде и до пола степен до 1 степен. Нормално се додека постои соодветен процес, температурата нема да исчезне. И затоа секогаш потребно е, кога ќе имате температура, првите 2 до 3 дена да се обидете во домашни услови, да делувате со оние вообичаени лекови што се против температура, со витаминска терапија, со течности, со полесна исхрана, со лежење во постела и доколку температурата нормално не се симне после 3 дена, а при тоа не чувствувате друга тегоба, треба да се јавите на лекар. Но доколку имате кивање, течење на нос, кашлица сува која што не ви ствара некои дополнителни проблеми со дишењето, во тој случај нормално е дека треба да се јавите кај својот лекар. Како инфектолог, како пристапувате кон пациентите кои што имаат покачена или пак висока температура? Од каде почува диагностиката? Што е потребно пациентите да ви кажат во однос на температурата? Колку време траела? Така, значи, колку била висока? Симптомите? Значи, да, не само како инфектолог, него генерално како секој еден лекар, кога ќе добиете пациент пред вас, кога имате пациент со покачена телесна температура, веднаш започнувате со земање на анамнеза, каде што поставувате прашања, од кога сте болни, колку време се тоа трае, во кој период од денот се јавува температурата, дали температурата е проследена со студ, треска или едноставно се качува без да чувствувате нешто, дали покрај температурата имате други симптоми кои што нормално ќе ве асоцираат, нели, да трагате од каде настанала температурата. Тоа е прво добро земена анамнеза, велат е и пола поставена диагноза. Нешто што исто така е важно од инфектолошка гледна точка, тоа е така наречената епидемиолошка анкета. Ние инфектолозите многу често, не многу често, него секојдневно, кај секој еден пациент прашуваме дали некаде патува, дали консумирал одредена храна, дали консумирал вода од водовод, флаширана, изворска. Тоа се прашања кои не упатуваат да можеме да детектираме дали температурата која што е кај пациентот, сега повторно ќе речам во зависност од другите симптоми, ќе ни даде некакво, ќе не упати да размислуваме за одредена болест која што може да биде пренесена преку некакви, преку комарци, преку крлежи, преку вектори. Така. Затоа што не секогаш температурата може да биде причината и настаната заради инфекција која што ја сме ја добиле, да кажеме, пренесена од човек на човек. Многу често температурата може да ја добиете и после некаков престој во топлите јужни краеви, каде што има одредена болест. Да кажеме, маларијата, како една увезена болест, денгата, како една исто увезена болест, која што најчесто се пренесува со каснување од комарец, може да биде причина за температурата. Меѓутоа, покрај оваа епидемиолошка анкета, која што ние инфектолозите, многу често, секојдневно ја поставуваме кај секој еден пациент, без разлика какви тегоби има,
Тука следниот чекор е физикалниот преглед, каде што го прегледувате пациентот, меѓутоа не го прегледувате ако ви рече дека го боли грлото само зини, да го видам грлото, него генерално прегледот е комплетен, како што и треба да се направи, а после тоа се прават соодветни лабораториски испитувања. Тоа е првиот чекор што се прави кај секој еден пациент. Сега за лабораториските испитувања. Кои параметри се клучи за да направите разлика, например, дали се работи за бактериска или пак вирусна инфекција? Или за нешто трето? Така. Значи, пред да го кажам сето ова за кое што ме прашавте, сакам само да кажам дека бројките во медицината не секогаш значат нешто. Тоа значи дека вие може да имате уредни анализи, а сепак да имате некаква болест. Може да имате покачени вредности, да имате болест, но да не е тоа толку алармантно, например покачени леукоцити или покачено ЦРП, кое што не одговара на вашата моментална состојба. Не велам дека секогаш тоа се случува, но треба да се има во предвид и затоа само пациентите не треба врз основа на бројките кои ги добиваат од лабораториските анализи веднаш да си поставуваат диагноза, јас имам бактериска инфекција, јас имам 20.000 леукоцити, јас имам ЦРП од 40, од 50. Јас би советувала сепак тоа да го остават на докторите, затоа што заедно со лабораториските резултати и сето она што претходно го зборевме, анамнезата, физикалниот преглед, епидемиолошката анкета, докторот веќе се насочува кон што да размислува што е причината за една таква состојба кај пациентот. Значи, мој совет е, секој еден пациент само иницијативно може да направи, сега може да одите каде сакате, да платите и да направите и крвна слика и ЦРП. Меѓутоа, тумачењето ниту лабораторијата каде што сте го правеле тоа испитување не може да ви каже дали е причина бактерија или вирус, се додека не бидете прегледани од лекар. А покачени леукоцити, покачено ЦРП не значи дека треба да се трча право на клиника, затоа што вредностите се високи. Секогаш лекарот ја гледа и кондицијата на пациентот која што ја има. Затоа и не секој еден пациент се прима да лежи во болница. Значи, може вие денеска да имате 200 прегледи, а од тие 200 прегледи само 11 пациенти да имаат потреба да лежат во болница. Тоа значи дека само тие 11 пациенти оправдано дошле на преглед во болница за да може да бидат хоспитализирани. Лекарот е тој кој што ќе одлучи дали пациентот може амбулантски да ја преброди таа болест или треба да биде хоспитализиран во болница. Затоа што кога разговараме за температура треба да кажеме дека постојат пациенти кои што имаат покачена температура со месеци. Одредени состојби ја даваат таа температура додека не успееме да трагаме и за жал, морам да кажам. Ние сме причината за таа температура? Значи, покрај сите детални испитувања, сепак не може да утврдите што ја предизвикува. Да, за жал во медицината постојат и такви моменти кога колку и да сакаме ние лекарите да ја детектираме причината за температурата, не успеваме и тој процент, да не речам, од пациенти кои што се со една пролонгирана фебрилна состојба, која трае повеќе од 3 недели, се околу 30% не детектирани, односно не диагностицирани. Зборувам за бројка која што нашиот млад колега, морам тука да го споменам, доктор Костадин Поповски, кој што работи на трети спрат, заедно со колегите останати, а тука е доктор Иван Видинич, доктор Деана Георгиевска, доктор Арлинда Османи Лога. Значи, ние сме еден тим од лекари кои што ја работиме оваа проблематика. Бројката на пациенти кои на инфективното оделение биле на нашето оделение на инфективна клиника биле хоспитализирани од 2019 до денешниот ден изнесува негдека околу 170, зборам само за хоспитализирани пациенти. Од тие хоспитализирани 170 пациенти, кај 30% не сме успеале да ја пронајдеме причината за фебрилност. Меѓутоа, кај останатите, најчеста причина била ендокардит, воспаление на
валвулите на срцето и најчеста причина е лајшманијата, тоа е паразитарна болест која што се пренесува со каснување од комарец. Зборам за овие резултати кои што се последниве години, како што кажав, и само за хоспитализирани пациенти. И повторно ќе напоменам, секој пациент кој што има подолго време температура не мора да значи дека ќе лежи во болница. Може да се прават испитувањата и амбулантски со проценка на лекарот секако. А што ако пациентот крива температура само во одреден дел од денот, речеме само навечер? Или пак има температура наутро, потоа попладне ќе се симне, навечер пак ќе се крене, значи доколку има флуктуација во текот на денот? Значи, ова што го велите е многу важно и за лекарот во смисла да го следи движењето на температурата. Кога се наоѓате во болница заради покачена температура, таа температурна крива исто така може да ве наведе да размислувате за одредени болести. Па сега може да зборуваме за различити типови на температурни криви кои што најчесто не асоцираат за одредени болести. Дали се работи за бактериска болест, како што е тифусот, дали се работи за паразитарна болест, како што е маларијата, со оние дневни осцилации кои што се движат, да не речам и повеќе од 1 степен, се качуваат, се симнуваат, меѓутоа имаат интервали кога имате и неколку дена без температура, па повторно почнуваат тие температури, дали се оние септични температури кои што може додат и 2 до 3 степени, па да имаат и така нагол пад. Значи, и самата температурна крива всушност допринесува да се ориентирате што може да биде причината за оваа температура, која што се движи најразличито во текот на денот. Значи, тоа е важно како податок пациентот да му го соопшти на доктор. Па да, затоа ви реков, во анамнестичките податоци прашувате во кој период од денот, дали имате треска, нели? Затоа што како одбранбен механизам при настанување на температурата, нормално е дека имаме една периферна вазоконстрикција која што се манифестира со студ во рацете и во нозете. Имате чувство на треска, кога нели самиот организам генерално сака да се избори на еден известен начин со температурата. Се симнува ли температурата за време на треска? Или треба да му се дозволи на телото да ја качи температурата? Значи, за време на треска температурата сама по себе не се симнува, него таа се покачува. Да. И во тој момент не може да влезете да се туширате затоа што се тресете, него препорачливо е нормално да се затоплите, но не значи дека треба да се затоплите, да се претоплите, него треба нормално да бидете покриени, доколку сакате да се истуширате, иако во време на треска малце тешко е да го станете од постела и да му кажете да се истушира за да може нели да си подпомогне, сепак треба да се остави треската да помине. Повторно ќе кажам, зависно од состојбата, некогаш и во фаза на треска може да се даде лек против температура за да не настане некоја висока вредност на температурата која што може пак дополнително да предизвика некакви несакани последици како што се грчевите, да, поготово кај дечињата до година дена, да не речам, тие деца сепак имаат се уште неформиран одбранбен механизам, односно мозокот не е созреан, народно кажано, па може да доведе до појава на конвулзии, но не мора да значи дека секое дете ќе добие конвулзии. Исто така кај возрастните може да имаме пореметена свест, високата температура да даде. Која температура се смета за висока? Значи вака сега, ние може да кажеме дека е високофебрилен пациент кој што има температура од над 38 со 5 до 39 со 5. Меѓутоа и 40, над 40 тоа е веќе хиперпирексија. Да. Ќе ги поканиме гледачите да постават прашања во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е објавен и испишан на екранот. Добре дојдени се вашите јавувања, па и споделување на одредени искуства, ете како вие сте успеале да ја симнете температурата, доколку сте имале еден таков проблем со поизразена висока температура, особено периодот, докторке, има пациенти со висока температура, грипот е
Да, актуелен е грипот, така е, актуелен е грипот и нормално е грипот од настинката се разликува по тоа што имате температура. Затоа кога кивате, кашлате и ви тече носа, немате температура, генерално немате грип. И тоа е важно се знае. Па добро, точно. А дали секоја покачена температура периодов значи грип? Со кашлица, нели? Висока температура, кашлица, растече нос и веднаш ќе кажат имам грип. Вака сега, значи за да кажеме дека имаме грип, покрај овие тегоби треба да имате уште нешто. А нешто што е карактеристично за грипот, за кое што сметам дека доктор Сања Маринковиќ ви беше минатата недела, детално појасни, дека треба да имате и оние мускулно-зглобни болки кои што дефинитивно не ви даваат да станете едноставно од постела. Целото тело да боли. Целото тело да ве боли, што не е случај кај настинка. Да се навратиме на лабораториските анализи кои што се неопходни во процесот на поставување дијагноза кај пациенти кои што имаат покачена температура. Так. Каква е улогата на прокалцитонинот во диференцијацијата помеѓу вирусна и бактериска инфекција? Дали е неопходен да се направи овој параметар? Значи, ова исследување, прокалцитонинот, треба да се направи по индикација на лекар. Да, тоа представува можност да во раниот стадиум од инфекцијата, доколку е причината од бактерија, нели, да ни укаже дека се работи за бактериска инфекција, затоа што прокалцитонинот, за разлика од С-реактивниот протеин, во првите 2 до 4 часа после инфекцијата наеднаш, нели, се зголемува и го достигнува својот максимум негдека 24 часа. Треба да кажеме за прокалцитонинот дека тој е прекурсор на хормонот калцитонин, кој се лачи од одредени клетки во тироидната жлезда. Меѓутоа, тој се лачи во минимална количина кога сме здрави. Меѓутоа, покачените вредности на прокалцитонинот треба да ги толкува лекар, заради тоа што првен, секоја лабораторија има своји референтни вредности, па пациентите може да се збунат ако направиле, нели, анализа во одредена лабораторија, а доаѓаат во друга институција, каде што другата институција заради потреба да се испита и овој маркер, се добијат вредности кои што се пониски или повисоки, па тука има малце дилема пациентот, затоа реков повторно како што С-реактивниот протеин и леукоцитите треба да се остават на лекарите, исто и прокалцитонинот треба да се остави да го дефинираат лекарите. И сега видете при настанување на бактериска инфекција, да, зголемувањето, налачењето на прокалцитонинот ни е водич да видиме како се движи инфекцијата од една страна, од друга страна, доколку го почнеме третманот со антибиотици, во тој случај исто прокалцитонинот ни е важен за да следиме дали се намалува неговата вредност во крвта или пак и ги користиме правилно антибиотиците, нели? Не може секоја покачена температура да се лекува со антибиотици, како што ни секоја инфекција не треба да се лекува со антибиотици. Меѓутоа, со прокалцитонинот лекарите само знаат докаде и како треба да додат со антимикробната терапија, во кој момент да ја сменат, доколку нема можност, но исто така високите вредности на прокалцитонинот не секогаш ни ја покажуваат состојбата дека е септична, затоа што зголемени вредности на прокалцитонин може да се јават при големи опекотини, при тешки повреди, при опсежни операции. Така да затоа совет мој е прокалцитонинот каде и да го направите, вредноста негова не треба да ви биде аларм дека нешто страшно ви се случува, се додека лекарот не ве прегледа и не ви даде образложение зошто е таа вредност на прокалцитонинот. А и самиот лекар треба да ја назначи. Не морате сами да бидете лекари за одредени анализи. Ќе ги вклучиме гледачите, потоа ќе продолжиме со антибиотиците. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Имам едно прашање до докторката. Изминатиот период, некаде крајот на декември, не можам да кажам дека беше класичен грип, значи ме фати вирус, поврзано со настинка, треска. Прашањето ми е, дали може ЦРП
од 66 да падне за 2 дена на 6. Со една таблета испиена панцев. А кажете ми само дали ги правевте во иста лабораторија? Во иста, сега сакав тоа да кажам. Значи референтните вредности беа правени во иста лабораторија. Сега ми е сомнително со една таблета панцев дали би можело од 66 да падне ЦРП на 6 или станува збор за невалиден резултат. Ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е интересно прашање. Може ли толку брзо да падне ЦРП по антибиотска терапија? Значи, видете вака да кажеме сега, јас си исклучи гледачката, сакав да прашам Може би се уште на линија да прашам? Дали е на линија? Не, добро. Сакав да прашам антибиотикот зошто е даден? Дали е даден првен заради високи вредности на ЦРП или е даден заради друго некакво сомневање врз основа на преглед што е извршено од страна на лекар. Тоа е првото што сакав да ја прашам. Второто, да, возможно е, но не од панцефот, не мора да значи, затоа ние лекарите велиме дека не треба да брзаме со антибиотикот. Покачено ЦРП од 65 конкретно што кажа пациентката, доколку нема никакви тегоби кои што ја нарушуваат нејзината функција во нејзиниот организам, не би требало да биде алармантно дека треба веднаш да се направи ЦРП и да се почне со антибиотик. Тоа е едната работа. Втората работа, никогаш се случуваат и лабораториски грешки. Не велам не. Во било која лабораторија постојат можности, но тие се минимални. Причината зошто е направено ЦРП денес, денес, а веќе сме го имале изминатиот ден. Што е причината? Дали да го тестираме антибиотикот што сме го земале, затоа што не постои антибиотик кој во рок од 24 часа може да направи таков драстичен пат на ЦРП од 65 на 5. Така да малце нејасни се работите, може би пациентката треба, доколку чувствува се уште некакви тегоби, нели, да се обрати на лекар и доколку е потребно да се направат нови испитувања, дали да продолжи со панцефот. Јас би рекла тоа да го праша лекарот кој што го ординирал панцефот, затоа што јас имам правило, генерално, мислам, докторите од инфективна клиника имаат правило преку телефон не се лекува пациент. Во смисла, може совет да му дадете на пациентот, но вие врз основа на еден разговор каде што не го гледате пациентот, не сте го прегледале, не може да дадете антибиотик. Затоа би сакала пациентката, доколку има некаков проблем, а почнала антибиотик, да се упати повторно кај докторот кој што го дал антибиотикот, за да може да продолжи, односно да се прекине со антибиотикот. Затоа што ова е веќе злоупотреба, да кажеме, на антибиотик, поготово на панцефот, кој што стана како, да не речам, бомбонче. Многу често пациентите и сами го зимаат, иако законска обврска е да имате лекарска белешка, односно рецепта, за да може да подигнете антибиотик во аптеката. Да. Сега, зошто е тоа важно? Затоа што овој лек, кога ќе имате потреба да го дадете, односно да го примите како пациент, нема да делува, ствараме резистентност на лекови од страна на одредени бактериски причинители. Понекогаш и матичните лекари под притисок на пациентот знаат да препишат антибиотик, бидејќи инсистираат пациентите кои ќе видат покачено ЦРП, веднаш да добијат антибиотска терапија. Така, значи мојот совет ќе биде идентичен на советот кој што го даваат сите лекари, дека пациентите треба да ги почитуваат и да ги следат препораките од страната на лекарите. Лекарите се тие кои што треба да кажат дали треба да примате антибиотик или не треба да примате антибиотик. Затоа што ќе се доведете во ситуација како пациент утре да нема да може да постои лек кој што ќе делува во вашиот организам, а имате потреба и животно загрозувачка состојба да морате да примате одредени антибиотици. Имаме гледачи, им дадеме предност. Добар ден. Добар ден, поздрав до докторката и до вас по студиото. Ви благодарам. Мојата ќерка имаше лајшманија оваа пролет.
Беше диагностицирана после последователна висока температура без никакви други симптоми. Меѓутоа се појави присуство на паразитот во коскината срцевина и беше третирана со 2 третмани, 2 циклуси амфотерицин, после кои последователни анализи се доби негативен ПСР. И сега прашањето ми е, сите параметри кои беа зафатени, односно трите лози, спонтано си дојдоа во нормала, после добиената терапија и истребување на паразитот. Моето прашање е која е веројатноста да се повтори или дали постои можност да се врати тој паразит кој со ПСР-от негативен или се смета дека е целосно уништен. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Оправдана ли загриженоста на мајката? Па вака, мајката е загрижена дали болеста може да се повтори. Рековме дека тоа представува една болест која што најчесто се манифестира со една покачена температура без многу други знаци, но постепено како болеста напредува во лабораториските исследувања, одредени параметри ни укажуваат дека треба да помислиме и на лајшманија. Спроведен е целосно третманот, со ПСР веќе не е детектирано, што значи дека болеста е помината, траен имунитет не остава болеста, така да Ако повторно дојде во контакт, може повторно да добие. Но не остануваат некако успиени некои паразити па да се активираат? Дефинитивно такво нешто не се случува. Кај овие пациенти следењето е малце подолго трајно, од аспект да видиме како се враќа полека во нормала, а кај овој пациент мал, во суштина, настанало излекување, како што рече и мајката, и комплетно повлекување на сите оние параметри кои што биле покачени, верувам дека и се останато е вратено во нормала. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Доктор од Струга се јавува и со голем поздрав до емисијата и до колешката. Ви благодарам. Убаво на неколку пати спомна дека температурата, покачената телесна температура, значи и знак, значи и одбрана на организмот и значи разбуктување, односно разбудување на имунолошкиот систем. Па многу ќе ја замолам, бидејќи баш овие елементи и нашите колеги, а да не зборувам за пациентите, многу често ги пренабрегнуваат. Па уште еднаш ја молам и јако кажа, да укаже колку е многу битно по зголемената телесна температура, колку многу помага во разбуктувањето прво на хуморалниот, а потоа на целуларниот имунитет. Со симнувањето на температурата, особено со некои антипиретици, значи веднаш се губи таа одбрамбена линија против причинителот, а од друга страна се кочи сериозно токму разбуктувањето на имунолошкиот систем. Голем поздрав и многу ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи да не се избрзува веднаш со симнување на температурата. Да, дефинитивно колегата го кажа сето она што требаше јас, што ме замоли уште еднаш да го повторам, го кажа така да не речам прифатливо и за широката популација, разбирливо. Разбирливо и за широката популација, но и за нас лекарите. Избегнувањето на медицинските термини по однос на целуларниот имунитет, јас би го почитувам секогаш кога има вакви емисии, од аспект затоа што сепак овие емисии се наменети за гледачите, за пошироката јавност, не се толку стручни, иако еве и колегите не следат, и тоа е добро. Би сакала само едно нешто да кажам, не би го повторила тоа што го кажа колегата, пошто исто би го кажала и јас, но би го кажала и те вака народно. Кога имаме загреана рингла и кога ќе ја ставиме раката на ринглата, ние би се изгореле доколку не ја тргнеме, така?
генерално мислам дека сите одбранбен механизам е автоматски да ја тргнеме раката. Што тоа значи? Тоа значи дека ринглата би не изгорела, а истото би се случило и со бактериите и вирусите кои што се наоѓаат во нашиот организам. Покачената телесна температура всушност представува рингла, каде што бактериите и вирусите едноставно се уништуваат од таа температура. Затоа, повторно, еден апел дека секоја една температура не треба да се свати сериозно, кажавме во кои ситуации, напротив, треба да ја оставиме температурата да може да се избори со она што е влезено во нашиот организам, најчесто рековме бактерии, вируси и други останати причинители, да не ги набројувам. Да, апел е секоја температура, доколку се толерира до 38,5, да не се симнува, над 38,5, секогаш, нели, зависно од целосната кондиција на пациентот, треба да се земе антипиретик. Јас морам овдека уште нешто да напоменам, а тоа е дека Оделот за зоонози, фебрилни состојби и тропски болести при клиниката за инфективни болести ги следи сите фебрилни состојби во државата, нормално, не само во Скопје. Овој одел беше предводен од починатата примариус доктор Лилјана Кртева, во пензија замината примариус доктор Сонја Чапаревска и професор Миле Босилковски, лекари кои што своето знаење го пренесоа на мене, го пренесоа и на сите оние останати доктори. Верувам дека голем дел од колегите, а голем дел и од пациентите се сеќаваат на сите нив, така да јас еве ја користам можноста чисто да кажам дека нешто кое што се третирало со децении наназад продолжува да се третира, меѓутоа со една напомена дека еднодневна покачена телесна температура не значи веднаш посета на клиниката за инфективни болести. Ова е едно многу важно укажување до сите пациенти, бидејќи често пати се крива паника, знаати во вечерните часови да дојдат, понекогаш и веднаш да посегнат по антибиотик, сметајќи дека така ќе ја намала температурата, па дали антибиотикот може навистина да ја намали температурата, доколку не станува збор за бактериска инфекција и колку често се случува да ја замаскира клиничката слика и поради земениот антибиотик да не можете да го пронајдете причинителот за проблемот. Така, значи, ние разговаравме дека во првата фаза се земаат лабораториски анализи, крвни анализи се во главном тоа, меѓутоа веќе во втората фаза се прават испитувања каде што се трага бактериолошки, што значи дека се земаат одредени брисеви од уста, нос, грло, се земаат исто така хемокултури, односно се зима крв која што се засадува на подлога се со цел да го најдеме можниот причинител. Неправилната употреба на антибиотици или предвременото земање на антибиотик во тој случај нас може сосема на друга страна да не одведе, односно да не ни овозможи да го најдеме вистинскиот причинител. Баш од тој аспект, како што рековте, земањето на антибиотици треба да му се остави на лекарот, затоа што самото земање на антибиотици всушност може да ни ја маскира клиничката слика, да не ни дозволи да го најдеме вистинскиот причинител. Кај овие фебрилни состојби генерално покрај бактериолошки, серолошки испитувања се вршат и радиолошки испитувања. Значи рентгенграфија на одредени органи, се вршат компјутеризирани испитувања. Меѓутоа се вршат и специфични трагања кон одредени причинители, но и кон одредени други болести кои што всушност не се инфективни, а тоа е одредување на одредени параметри во крвта за автоимуни или системски болести кои што исто може да дадат покачена телесна температура. Исто така се одредуваат и одредени туморски маркери кои што може да не насочат да трагаме и за одреден малигни процес. Се прават и некакви инвазивни испитувања, каде што се зима коскена срцевина, каде што се прават ендоскопски исследувања. Рековме дека од оние 170 пациенти кои што ние сме ги лекувале на нашиот одел,
со пролонгирана фебрилна состојба, најголем дел од нив излегуваат дека се работи за ендокардит, кој можеме да го диагностицираме со еходиагностика на срце, кардиоеходиагностика, која што исто така се прави на нашата клиника. Меѓутоа, третманот на овие пациенти нормално оди комбиниран со антибиотици и дефинитивно со работка со колегите од кардиологија и кардиохирургија, нели, зависно од тоа дали може конзервативно или треба хируршки да се интервенира. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за овие прекрасни појаснувања на оваа тема. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани, ви благодарам што бевте со Телма амбуланта до низиниот крај. Ви посакувам пријатен ден.